Добар ден! Преку оваа презентација ќе се запознаеме со дел од македонскиот правопис, конкретно со правилно пишување на празници во македонскиот јазик. Денешната наставна содржина ни е голема буква при пишување на празници, чиј име напишано со број, односно цифра. Целите на оваа наставна содржина се да се запознаеме со македонскиот правопис и да се научиме правилно да ги пишуваме имињата на празниците во македонскиот јазик. Потребни средства и помагала се тетрадка и прибор за пишување. Најпрво ќе прочитаме еден краток текст кој што се однесува на празниците. Празници, празници. Ех, колку се радувам на празниците. Тогаш сме дома или одиме некаде заедно. За 1. мај бевме во посета на баба и дедо на село. Баба се уште ја чува мојата честитка за 8. март на витрината и на сите ја покажува. Кај нив одиме и за другите државни празници. 2. август, 8. септември, 11. октомври. А баба и дедо задолжително ни доаѓаат за нашата домашна слава Свети Никола. Понекогаш остануваат и за Нова година, а јас толку сакам да останат и за Бадник и Божиќ, а потоа да одиме заедно на село. Тогаш сум најсреќен. На следниот слайд ќе проследиме неколку прашања кои што се поврзани со краткиот текст што го прочитавме. Првото прашање е чии имиња во текстот се напишани со задебелени црвени букви. 1. мај, 8. март, 2. август, 8. септември, 11. октомври, Свети Никола, Нова година, Бадник, Божиќ. Тоа се имињата на празниците. Второто прашање е во имињата на празниците напишани со цифра, кој збор е напишан со голема буква? Мај, март, август, септември, октомври. Тоа се имињата на месеците. И третото прашање ни е како на друг начин може да се запишат празниците од претходниот одговор. Тоа следиме примерот. 1. мај. Што забележуваме? Дека двата збора се запишани со букви, немаме бројки. Каде што првиот збор е со голема, а вториот со мала буква. Да заклучиме од досега проследеното. Под 1. Имињата на празниците се пишуваат со голема буква. Велитден, Ѓурѓовден, Прочка, Бајрам. Под 2. Ако првиот дел од името на празникот напишан со цифра, следниот збор почнува со голема буква, како што е дадено во заграда како пример. 1. мај, 8. март, 2. август, односно мај, март, август се запишани со голема буква. Под 3. Ако името на празникот е напишано со два збора, тогаш првиот збор е со голема, а вториот со мала буква. 1. мај, 8. март, 2. август. Доколку вториот збор е сопствена именка, тогаш двата збора се со голема буква, како што се Свети Никола, Голема Богородица и така натаму. На следниот слайд имаме една мала вежба за гледачите. Поправи ги грешките во следниве реченици. Што треба да направите? Да ги припишете речениците во тетрадка, а потоа со црвена боичка да поправите онаму каде што е погрешено. Имаме дадено 4 реченици во кои што првата реченица е за Нова година бевме на гости кај тетка ми. Втората реченица вчера беше празникот Прочка, се собравме со најблиските роднини кај баба и дедо. Третата реченица за денот на жената 8. март на мама и подарив убава честитка. И последната реченица Меѓународен ден на трудот е 1. мај. Препишете ги и поправете ги грешките. На овој слайд го имаме решението на вежбата. Каде треба да поправиме со црвена боичка? За Нова година бевме на гости кај тетка ми. Нова со голема буква, година со мала.
Вчера беше празникот Прочка. Се собравме со најблиските роднини кај баба и дедо. Прочка со голема буква. За денот на жената 8 март на мама и подарив убава честитка. Март со голема буква, меѓународен ден на трудот е 1 мај. Први со голема, а мај со мала буква. Како домашна работа, имате да напишете 10 реченици во кои ќе се употребат сите начини на правилно пишување на празниците во македонскиот јазик. Тоа беше се во врска со правилно пишување на имињата на празниците во македонскиот јазик. Ви благодарам.